Добро вечер во централното издание на вестите за почеток настани на денот. Владата ја следи состојбата со цената на горивата, но засега не се размислува за прогласување на кризна состојба. Опозицијата бара итни мерки. Екс-градоначалникот на Радовиш Ацо Ристов кандидат за прв човек на регулаторна. Утврди предлог кандидат за именување председател на регулаторна комисија. Изборот треба да биде потврден утре на пленарна седница во Собранието. Филипче и Шилегов со меѓусебни обвинувања за поврзаност со ВМРО ДПМН. Тука станува за процес на одработување за ВМРО ДПМН. Како може да биде грев да барате оставка од председател кој што партијата ја направи да биде пета во Скопје? Извршниот одбор почна постапка за исклучување на поранешниот скопски градоначалник. Ново рочиште за Пулс. Експерти тврдат дека обезбедувањето направило сериозни пропусти во објектот. Владата ја следи состојбата со цените на горивата и засега велат дека не се размислува за прогласување на кризна состојба, но една од можните опции е намалување на стапката на ДДВ. Од опозицијата пак бараат итни мерки, додека од регулаторна не откриваат колку изнесува тон нафта на светските берзи. Повеќе од Сандра Спасовска. И покрај двонеделниот раст на цените на нафтените деривати во земјава, со кој по последната одлука на регулаторна дизелот се продава по цена од 92 денари за литар, а бензините 95 и 98 по цени од 86,5 денари или 88,5 денари за литар, нема мерки на повидок. Од владата и денеска посочуваат состојбата се следи, но во моментов нема основ за прогласување на кризна состојба. Нема предлог за прогласување на кризна состојба. Владата активно ја следи состојбата и една од мерките кои ги размислува е намалување на ДДВ-то од 18 на 10%, се со цел заштита на животниот стандард на граѓаните, велат од владата. Но во кој момент размислувањето би се преточило во конкретна одлука, од владата нема одговор. Дополнително во игра и намалување на акцизата за 1 денар, доколку цените на бензинот или дизелот надминат $800 за тон на светските берзи. Но од регулаторна, на прашање на Канал 5 велат дека немале авторски права за објавување на цените на нафтата по тон. Во нивното вчерашно образложение само стои дека бензините се покачиле за 136 денари по тон, а дизелот за 117 во однос на претходната недела, но без да е наведено колку е вкупната цена на горивата на берзите по кој е донесена последната одлука. И додека надлежните ги анализираат берзанските цени и случувањата, опозицијата бара итни мерки. Првиот човек на СДСМ Венко Филипче најави дека веднаш до собранието ќе предложат законски измени за намалување на ДДВ-то за горивата на 5%, акцизата за 4 денари, укинување на ДДВ-то на основните прехранбени производи, како и преполовување на цените на патарините. Со новото поскапување, неделно тоа ќе ги чини граѓаните повеќе 4,5 милиони евра. Ова се мерки кои што значајно ќе олеснат животот на граѓаните сега овој период. За над 15, меѓу 15 и 20 денари ќе се намали цената на литар гориво. И тоа е сериозна заштеда. Ама не е само тоа, комплексен е системот, синџирот на кој што може да се случи на настани после поскапувањето на горивата. Ќе поскапи храната. Што ќе направат за храната? Еве, затоа сега предлагаме еден чекор однапред да се направат неколку работи. Луѓето патуваат, ајде ги намалиме патарините. На половина од тоа што сега. Сега кои имаме најскапи патарини во Европа и најлоши патишта. Од ВМРО ДПМН одговорија дека Филипче нема кредибилитет да говори за економската состојба и повторија дека владата ги разгледува сите можности. Владата активно ја следи ситуацијата. Се размислува за намалување на ДДВ од 18 на 10%, се со цел заштита на животниот стандард на граѓаните, но сепак да видиме и да оставиме владата во текот на денот да излезе со став по односно ова прашање. Неколку мерки за заштита на стандардот на граѓаните предлагаат и од ДУИ, а бараат и разрешување на министерот за економија Бесар Дурмиши, бидејќи според нив, како надлежно министерство, тие велат немале ниту план, ниту визија како да се справат со економска криза. Окта тврди дека сите нивни клиенти добиваат гориво согласно најавениот попуст од 2 денари.
Оваа придобивка е обезбедена преку кредитни одобренија издадени на 13 март 2026 или директно е пресметана во фактурите за продажба издадени на 16 март 2026, со што се овозможува негова целосна практична примена. Иницијативата е доброволна, се спроведува на големо продажно ниво, додека одлуката за незино пренесување во малопродажбата останува на секој трговец поединечно. Велат од ОКТА по реакциите на граѓаните дека на бензинските го нема ветеното намалување. Од МАК Петрол вчера пак соопштија дека се уште добиваат фактури од ОКТА на полна сума и оценија дека попустот не е вистинско решение. Предлагаат наместо тоа да се замрзнат цените на горивата како што тоа го сторија Хрватска и некои други земји од Европа. Без расправа и едногласно, Комисијата за избори и именувања го утврди поранишниот градоначалник на Радовиш Ацо Ристов како кандидат за наследник на Марко Бислимовски на челната позиција во Регулаторната комисија за енергетика. Единствени забелешки на опозицијата беа дека критериумите биле строги. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Комисијата за избори и именувања без голема расправа со 7 гласа за, 2 против и ниту 1 воздржан го избра Ацо Ристов за кандидат за нов претседател на Регулаторната комисија на местото на Марко Бислимовски. Констатирам дека Комисијата за прашање на избори и именувањата со 7 гласови за, 2 против и ниту 1 воздржан утврди предлог кандидат за именување претседател на Регулаторна комисија за енергетика да биде Гоце Ацо Ристов, дипломиран електротехнички инженер насока електроенергетика. Сепак, одлуката не помина без реакции. Пратеничките Илире Даути од Алијанса за албанците и Арбана Пашоли од ДУИ изразија незадоволство од поставените критериуми, оценувајќи дека тие биле многу строги и ограничувачки. Според нив, конкурсот требало да овозможи пријавување и на кандидати од економските струки, а не само од електротехника, машинство или технолошки науки. На овој начин, како што кажаа, се фаворизира само еден кандидат, од причина што вториот кандидат, Шамил Реджепи, кој е вработен во Регулаторната комисија за енергетика, е дипломиран економист и магистар на економски науки. Нашата загриженост е да не е со тенденција ваква дисквалификација на против кандидатите кој е од областа на економијата во овој правец, бидејќи вие знаете дека е магистер по економија против кандидатот. И да не е ова причина конкурсот предвидел услови поразлични само за да може да се дисквалификува еден кандидат. Зошто не се предвидени професии како што се економија и право во јавниот конкурс? Ако се предвидени, нормално дека ќе имаше поголем број на кандидати кои ќе земе учество и на крај овие кандидати ќе ги разлявме тука и не ќе имавме два, туку и може повеќе. Ова е проблем. Ацо Ристов е дипломиран електротехнички инженер со стаж од 34 години во областа на енергетиката, водните услуги и услуги за управување со комунален отпад. Тој е и поранешен градоначалник на Радовиш. Јавниот оглас беше распишан по оставката на досегашниот претседател Марко Бислимовски. Изборот на Ристов за негов наследник се очекува да биде ставен на дневен ред на пленарната седница на Собранието закажана за утре. Неприфатливо е во Македонија да има луѓе кои земаат плата под прагот на сиромаштијата, порача генералниот секретар на Меѓународната конфедерација на синдикати на заедничката пресконференција со претседателот на ССМ Трендафилов. Ние како ССМ покажавме дека без оглед на притисоците цврсто стоиме на ставот дека платите на македонските работници задолжително мора да се зголемат, а првото зголемување мора да се случи со зголемувањето на минималната плата, која ќе направи притисок на зголемување на сите останати плати. Тоа што сите заеднички заклучивме е дека е недозволиво во една демократска држава да се напаѓаат синдикалните лидери, само за тоа што бара зголемување на платите, како и дека преговорите кои едностранно беа одбиени од страна на владата и на работодавачите поради ваквите напади се исклучува на штета на работниците. If 1 on 3
Ако имаме ситуација каде што 1/3 од работниците во Македонија заработуваат плата која што е под линијата на сиромаштија, тоа е неприфатливо. Значи владата и општеството мора да преземе активност за да се обезбеди дека не можеме да имаме ситуација, неприфатливо е да се има ситуација каде што работник кој што работи со полно работно време не може да ги плати своите сметки затоа што платата е под прагот на сиромаштија. Високиот раст на цената на горивата, дел од експертите алармираат дека ќе влијае и врз цените во другите дејности, особено кај оние кои се зависни од транспортот и енергенсите. Дел од експертите велат дека притисокот веќе се чувствува, но стопанството се обидува да го амортизира ударот. Повеќе од Маја Стојановска. Растот на цените на нафтата веќе создава сериозен притисок врз стопанството, особено кај секторите зависни од транспортот и енергенсите, предупредуваат од Сојузот на стопански комори. Подпредседателот на комората Ромео Костадинов вели дека зголемените трошоци за гориво директно се прелеваат врз трошоците за производство на компаниите, што отвара дилема дали и до кога тие ќе можат да ги задржат сегашните цени на производите и услугите. Дополнителен ризик според него е неизвестноста околу снабдувањето со енергенси, што ги тера компаниите да размислуваат за алтернативни извори и рути. Секако дека трошоците се зголемуваат, тоа неизоставно води до прашањето дали и што да се прави со цените на производите, односно со цените на услугите, затоа што кога имаме зголемена вредност на влезните суровини, веќе мора да се размислува на кој начин ќе се покријат трошоците кои што произлегуваат по овој основ. Конфликтот не застанува, проблемот е да се најдат и алтернативни рути, односно снабдувачи кои што би можеле да ги задоволат потребите на македонското стопанство. Стопанството засега се обидува самостојно да го амортизира ударот, покривајќи ги зголемените трошоци на сопствен товар. Но доколку ваквиот тренд продолжи на подолг рок, Костадинов вели дека ќе биде неопходна и државна интервенција. Засега стопанството ги следи промените односно флуктуациите во цените на горивата и согласно најавите на владата и планот за кризни мерки во поглед на намалување на ефектите од оваа криза се уште се актуелни, така да играњето со стоковите резерви во количините, односно со цените, исто така и мерките со премијат на акцизата, односно со намалување на вредноста на акцизите или другите мерки, значително би помогнале за стабилизирање на состојбата. Анализа на Finance Think покажува дека растот на цените на нафтата на глобално ниво засега има ограничен и краткорочен ефект врз домашната инфлација. Според нивните пресметки, зголемување од 10% на цената на нафтата ја зголемува инфлацијата за околу 0,10%. Сепак од институтот предупредуваат дека на среден рок ефектите се поизразени и препорачуваат владата да биде подготвена за краткорочни мерки како привремено намалување на акцизите, со цел да се ублажи притисокот врз граѓаните и компаниите. А Македонија заедно со Црна Гора, Бугарија, Грција, Албанија и 150 останати држави во светот е ко-спонзор на резолуцијата на Обединетите нации за осуда на Иран и, како што е наведено, иранската агресија. Информацијата за тоа ја сподели американскиот амбасадор во Обединетите нации Тим Волц, кој ги прочита имињата на сите земји кои се поддржувачи на резолуцијата. Иранскиот режим, како што наведе во обраќањето Волц, на овој начин никогаш не бил подипломатски изолиран. На меѓународниот аеродром во Скопје вечерва се очекува да пристигнат македонските државјани евакуирани со третиот организиран лет од Обединетите арапски емирати, што воедно представува 5-ти лет за евакуација од погодените подрачја на Блискиот Исток. Според информациите од Министерството за надворешни работи, авионот треба да пристигне во Скопје во 20 часот. За овој лет се пријавени вкупно 147 патници, од кои 119 се македонски државјани, а 28 се странци. Со овој лет, вкупниот број на евакуирани македонски државјани ќе се искачи на 605 лица. Од Министерството нагласуваат дека дежурниот SOS телефон, како и контактите на дипломатско-конзуларните представништва, остануваат достапни за поддршка на македонските граѓани. Вајц бара Унијата да разјасни дали протоколот со Бугарија е услов за Македонија. Бугарските европратеници поднале стотина извештаи на извештајот.
Одлуката за исклучување на Петре Шилегов од членството на партијата беше донесена со консензус, вели лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој го обвини Шилегов за обид за внатрешна поделба на партијата и дека одработува за ВМРО-ДПМН. Исто обвинување кон него упати и Шилегов. Деталите од Јана Јосифовска. Постапката за исклучување на Петре Шилегов од СДСМ е донесена со консензус во извршниот одбор. Тука не станува збор за различно мислење, туку за одработување за ВМРО-ДПМН, изјави лидерот на СДСМ Венко Филипче, појаснувајќи ја партиската одлука од синоќа. Какви докази имаат во СДСМ за ваквите тврдења? Филипче конкретно не одговори, но беше дециден дека актуелното раководство нема да дозволи внатрешни поделби во партијата за туги интереси. Тој негира дека има било каква тајна соработка со ВМРО-ДПМН. Точно е дека се почитувало и се слушало туѓето мислење, така и сега, така и ќе биде и понатаму. Овде не станува збор за туѓо и поинакво мислење, поради тоа што и тоа мислење беше сослушано, тука станува за процес на одработување за ВМРО-ДПМН и за внатрешна поделба на партијата. Ја нема да дозволам луѓе да делат СДСМ понатаму. Затоа што имаме работа со криминална и корумпирана власт. Ваков пад на ВМРО-ДПМН до сега немало, а ние имаме раст. Единствено нешто што може да прават е да делат партијата од внатре. Таква поделба се случи во 21 година. Во 24-та силна националистичка и лажна кампања. Во 25-та година самиот Шилегов кажа дека он не работел за СДСМ. Ваквата одлука на СДСМ следува откако деновиве Шилегов во телевизиско интервју го актуелизираше барањето за оставка на раководството и најави платформа за промени. Според него, одлуката за исклучување е нестатутарна, донесена од нелегитимно раководство. Исклучувањето на член на Социјалдемократскиот сојуз го извршува општинската организација каде што припаѓа, во која што председателот Филипче првпат влезе кога е избран за председател. Па еве ќе искористам приликата, ако веќе сака да проведе таква иницијатива, да дојде во општинската Карпош, таму ќе разговараме со членството, јас ќе се потрудам да го има сериозно многу, и за моето исклучување, меѓутоа и за неговото заминување. Како може да биде грев да барате оставка од председател кој што партијата ја направи да биде пета во Скопје, трета во Куманово, трета во Битола, трета во Велес, трета во Штип, во Битола, во Прилеп. И потоа ве убедува дека некој друг одработувал за ВМРО. Шилегов вели дека одлуката на раководството нема ништо да промени во плановите, на како што кажа поголема група социјалдемократи за сериозни промени во СДСМ, но детали за идното делување не сподели. Од друга страна, Филипче најави засилување на партиското делување и партиски конгрес во мај, на кој, како што кажа, ќе ги објават постулатите на нивната програма за следните парламентарни избори, а ќе биде објавена и проевропска платформа на СДСМ, на која очекува да се приклучат сите проевропски партии, за да се излезе од ќорсокакот во евроинтеграциите. Обезбедувањето на дискотеката Пулс морало да реагира и да не дозволи присуство на малолетници во објектот, кажа дел од експертите на денешното рочиште. Дополнително стана збор и за употребата на пиротехника во објектот. Судењето го следеше Дејан Трајковски. На првото рочиште по годишнината од трагедијата во Кочани, во клупата за сведоци седнаа институционални службеници. Прва сведочеше Верица Милевска, ја води комората за обезбедување. Таа говореше повеќе во насока на ингеренциите на обезбедувачите, што ја тангира компанијата за обезбедување Рубикон. Таа посочи во кои ситуации реагира обезбедувањето и дали треба да има реакција при внесување на пиротехнички средства. Како што кажа таа, доколку лицето носи општо опасно средство, обезбедувањето има право да го претресе, да го задржи и да викне полиција. Обезбедувањето има ингеренции да реагира, но зависи дали тоа е донесено пред да дојде. Ако средствата се внесени пред тие да пристигнат, одговорноста тогаш е кај сопственикот, вели таа. Доколку лицето носи општо опасно средство, обезбедувањето има право да го претресе, да го задржи и да викне полиција. Обезбедувањето има ингеренции да реагира, но зависи дали е тоа донесено пред да дојде. Ако средствата се внесени пред тие да пристигнат, одговорноста е кај сопственикот. И употребата на пиротехника има безбедносен ризик. Сведочеше и Маја Тимовска од Дирекцијата за заштита и спасување, раководител на сектор за превенција, планирање и развој, која објаснуваше како функционира дирекцијата и на кој начин се добива зелено светло од кај нив.
при што треба да се запазат од страна на оние што бараат дозволи сите параметри за заштита. Таа вели, одговорните лица кои бараат дозволи за клубови имаат обврска согласно Законот за заштита и спасување и се должни да достават план, проценка и правилник до подрачната дирекција, како и електронски елаборат преку општината до подрачното оделение. Ваква должност има и при пренамена и реконструкција. Инаку на ова рочиште одбраната некс градоначалникот на Кочани Папазов побара укинување на домашниот притвор, на што се противеше обвинителството, особено велат бидејќи оваа фаза од постапката, а судиката кажа дека одлуката за ваквото барање ќе ја соопшти на следното рочиште во четврток. Повеќе критики отколку поддршка за предложените измени на Законот за јавно обвинителство на седницата на Комисијата за политички систем во Собранието. Спорни се финансирањето, условите за избор и разрешување на државниот обвинител. Михајло Видимлиски со деталите. Повеќе забелешки, а помалку пофалби за дел од измените на Законот за јавно обвинителство кој влезе во собраниска процедура. Обвинителката од Скопското обвинителство Лидија Рејчевиќ го пренесе ставот на нејзините колеги дека не се испочитувани препораките за тоа колкав треба да биде процентот од даночните приходи кој ќе се одвои за јавното обвинителство. Наспроти сегашното решение за јавното обвинителство да се одвои најмалку 0,4% од даночните приходи на државата. Обвинителството од кое што доаѓам реагира на оваа состојба и реагира на сите обиди да платата на јавниот обвинител било преку коефициент или било каков друг облик да се намали. Зошто? Затоа што тој обид за намалувањето на примањата во јавното обвинителство директно влијае на нашето достоинство. Проблематични за дел од експертите се и одредбите за разрешување на државниот обвинител, но и кој се може да биде избран за оваа позиција. Па вели доколку сериозно го наруши јавниот ред, крајно недолично се однесува или со други постапки и однесувања, извршени намерно, повторно со злоупотреба или со грубо невнимание, нанесе штета на угледот на јавното обвинителство. Кога ова ќе се утврди по овој ред вака како што е наведено, јас ќе му честитам на тој што тоа ќе го оцени и ќе го направи. Па не гледам зошто не му е дадена шанса на професор на правен факултет кој исто така 10 години одржува предмети по кривично право. Или може да се преформулира професор на правен факултет кој што претходно работил 10 години во правосудните органи. Постапката за избор на нов републички обвинител е позитивно оценета бидејќи овозможува поголема транспарентност, како и оценувањето на работата на обвинителите. Оценувањето го направивме наместо на 4 да биде на 3 години. Значи ќе имаме пократок период на оценување, што значи дека почесто ќе се проверуваат јавните обвинители какви се нивните перформанси во поглед на стручното и совесното работење. И ова беше позитивно оценето од страна на Венецијанската комисија. Минатата недела Законот за јавно обвинителство го помина првото читање, а пратениците од опозицијата најавија дека ќе поднесат амандмани. Паралелно со новиот закон, веќе утре ќе биде избран и новиот државен обвинител Ненад Савески. Речиси 100 амандмани поднесоа бугарските европарламентарци на извештајот на Томас Вајц за напредокот на Македонија. Меѓу нив е и амандманот на известувачот за земјава Томас Вајц, во кој за прв пат побара правната служба на Европскиот совет да разјасни дали протоколот потпишан со Бугарија е услов за Македонија. Афродита Рамос. Битка преку амандмани во нацрт извештајот за Македонија во Европарламентот се води меѓу известувачот за земјава Томас Вајц и дел од бугарските европратеници. Додека Вајц ја повикува правната служба на Европскиот совет подитно да разјасни како протоколот со Бугарија се однесува на пристапниот процес на земјава. Бугарските европратеници меѓу останатото бараат измена на вордингот, дека уставни измени, наместо јавно и недвосмислено да сигнализираат дека Советот има намера брзо и безусловно да ги почне преговорите за членство, тоа да значи само сигнал за позитивна одлука. Дополнително, Томас Вајц го повикува Советот да спречи билатералните прашања што не се поврзани со копенхашките критериуми, да го попречуваат напредокот и бара да се признае дека иако постојат различни толкувања во врска со потеклото на македонскиот јазик и идентитет, тоа е право на самоопределување и не треба да има влијание врз оценката на Европарламентот за напредокот на државава. Со повеќе од 100 амандмани пак, бугарските европратеници како Андреј Ковачев, Никола Минчев и Ивајло Валчев
Освен што изразуваат загриженост за правата на малцинствата, почитувањето на Охридскиот рамковен договор и спроведувањето на законот за употреба на јазиците, ја повикуваат Европската комисија да вклучи механизам за оценување на имплементацијата на договорите со Бугарија и Грција, особено посветувајќи се на проценка на дискриминацијата на лицата кои се самоидентификуваат како бугари во земјава. Освен бугарските европратеници, свој придонес во амандманите има и дел од грчките пратеници Емануил Фракос, Галато Александраки и Геадис Геади од Кипар, кои пак бараа низ текстот на резолуцијата да се избрише споменувањето на македонци и да се замени со Скопјани, а новото уставно име во текстот да биде заменето со Скопје. Нацрт извештајот беше презентиран на АФЕТ на крајот од февруари, а конечната верзија по разгледувањето на амандманите ќе биде усвоена во мај. Со затоплување на времето се зголеми и бројот на прегледи на клиниката за пулмологија и алергологија на лица со симптоми на алергии. Дел од пулмолозите велат дека особено се загрижени што во Македонија има недостиг од епинефрин, кој треба да им помогне на луѓето во животозагрозувачки состојби од силна алергиска реакција. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Се зголемуваат прегледите во ординациите на клиниката за пулмологија и алергологија на нови пациенти со симптоми на алергија. Во овој период од годината многу често алергиите се со слични симптоми на респираторни инфекции, објаснува професорот Докиќ. Во овој период е цветањето на одредени дрвја, но оние кои имаат алергија на трева треба да почнат редовно да ја земаат терапијата со цел навремено да се заштитат, објаснуваат пулмолозите. Сега почнува веќе тревата да цвете и некаде до сигурно јуни месец ќе имаме големи концентрации на полен од трева. Во однос на амбулантите се повеќе се јавуваат пациенти кои што се жалат на симптоми од најпрво од очите во форма на јадеж и црвенило, но исто така и од носот, како што е јадеж во носот, течење на еден бистар секрет, стаклест и затнат нос, секако проследени со напади на кивање. Порастот на пациенти е најчесто во пролетниот период. Причина е генетиката, но влијание има и загадениот воздух и храната. Она што е потребно според пулмолозите е новата терапија против алергиите да се стави на позитивната листа на лекови. Карактеристично е дека оваа локална терапија треба да се зима уште на почетокот на сезоната па се до крајот континуирано. Но доколку тоа не помага и не е доволно, тогаш може да земат пациентите антихистаминици. Се препорачуваат они од најновата генерација кои што немаат седативно дејство и можат да се земат повеќе од една таблета во денот. И се земаат по потреба. Тогаш кога има голем број на поленски зрнца во воздухот и симптомите се најизразени, тогаш може да се земат. Кога ќе врне или нема да има толку голема концентрација на поленски зрнца, може да не се земат тие таблети, значи се земат по потреба. Дали треба да се обнови позитивната листа? Секако дека треба да се обнови, ја мислам дека се превземаат некои активности во таа смисла, но докаде навистина не би знаел да ви кажам. Пулмолозите посебно се загрижени што во Македонија нема епинефрин или пинкала против анафилактичен шок, кој треба да им помогне на луѓето во животозагрозувачки состојби од силна алергиска реакција. Вестите завршија. Елизабета Галевска вечерва ве води низ новото издание на Само вистина во продолжение на Канал 5. Останете со нас.